Денеска во мултикултурниот центар во Кочани Сдруженијето на граѓани Екологико Скопје организираше панел дискусија на тема "Зошто граѓанска наука во образованието?". На денешната дискусија присуствуваа професори, представници од граѓански организации и активисти, а целта е поттикнување на поголема соработка со младите, училиштата и граѓанските здруженија. Денес станува збор за панел дискусија која што имаме во Кочани. Тоа ќе биде првата панел дискусија, следната ќе биде во Скопје, посветена е зошто граѓанска наука во образованието. Ќе дискутираме со представници од средните училишта и основните училишта во Кочани, со представници од општината и граѓанскиот сектор на тема граѓанска наука и како може тоа да го подигне образованието и интересот на средношколците за природата. Од граѓанската организација Екологико од Скопје информираа дека граѓанската наука е практично учење и ги охрабруваат сите вклучени да го практикуваат процесот на искуствено учење. Тука сме денес во Кочани да некако промовираме и да мотивираме луѓе да се вклучат повеќе во процесот на практикување на искуствено учење, како еден битен сегмент од вклучување на граѓаните во различни типови на одлуки, различни типови на планирање со цел подобрување на разни општествени аспекти. Со тоа што нас акцентот ни е најмногу за аспекти поврзани со животната средина, што е нешто што сметаме дека секаде има можност за подобрување и дека е отворено поле за работа. Така да баш ми е мило што денеска сме тука во шарено лик состав, во смисла на тоа дека имаме представници на граѓански организации, општина, основни училишта, средни училишта, министерства и така натаму. Едноставно кажано, сите клучни актери во општеството со цел да нели подобриме нешто. Денешната дискусија е дел од проектот ХАП на истражувачи кој е финансиран од амбасадата на САД, а за периодот што следи е планирано да се одржи едукативен камп за ученици на кој ќе тренираат за граѓанска наука и реализација на проекти на локално ниво.